Во полициските билтени изминатиот период се почесто се регистрирани случаи на семејно насилство. Најчесто жртви се жените, но и други членови на семејството. Насилството честопати започнува со вербална расправија, а завршува со физички напад. Правните лица кои се занимаваат со оваа проблематика велат дека жртвите се охрабруваат да го пријават насилството. Верица Тимосиевска од Сдруженијето Женски форум смета дека и покрај изголемувањето на свеста кај населението, сепак се уште постојат и предрасуди. Жените се повеќе се охрабруваат да го пријават семејното насилство, но се уште постои она бариера во вид на финансиска зависност од страна на жените по однос на нивната сигурност и безбедност во домот, финансиска што е предусловена од тоа дека тие се обично невработени и зависат од финансиите кои нивниот сопруг ќе ги донесе и ќе ги обезбеди. Понатаму традиционалните сваќања на обврските на мажот и жената во рамките на семејната заедница, така што се уште постојат овие предрасуди, а исто така и стигматизација, значи срам од тоа дека и се случува семејно насилство, страф од стигматизација, не само од околината, туку дури се уште, можам да кажам, и од институциите. Во Полошкиот регион нема безбедни куќи каде би се сместиле жртвите на семејно насилство. Тимосиевска вели дека шелтер центрите се привремено решение, така што треба да се работи на финансиска стабилност на жените, за да се охрабрат да пријават насилство во домот, но и да побараат кривичен прогон. Жената кога ќе се отстрани од домот, кога ќе се смести во шелтер центар или безбедна куќа, тоа е привремено решение. Тоа не го решава проблемот на семејното насилство, туку само привремено ја оттргнува жената и повеќе психолошки делува на нејзината психичка стабилност по однос на пријавување и обстојување во поставката. Меѓутоа, треба да се размислува кога се прима жртвата на семејно насилство, да се направи добар безбедносен план, да се земат во предвид сите аспекти на нејзината состојба и што ќе биде кога ќе помине престојот во безбедната куќа. Трајно решение, според мене, би требало да биде отстранување привремено, да жената се смири, да се стабилизира психички и да влезе во постапката, но пред се економско зајакнување на жените, да самите се почувствуваат силни доволно, да може да излезат од кругот на насилството, понатаму нивната освестеност за тоа дека семејното насилство е општествено зло и дека тоа е кривично дело. За период од 10 месеци, 45 жени претежно од Тетовскиот регион побарале бесплатна правна помош или совет во Центарот за бесплатна правна помош при Сдруженијето Женски форум во Тетово.